светите апостоли Петар и Павле. Свети апостоли Петар и Павле е црква во населбата Ѓорче Петров во Скопје. Храмот е посветен на апостолите Петар и Павле и се наоѓа на крајот на самиот парк, веднаш до амбулантата, противпожарната служба и крстосницата која води кон населбата Даме Груев и Волково. Црквата доминира со својата импозантна големина. Фасадата, обложена со кршен камен, е направена во поново време 2002 година од мајстори македонци од Пустец во Мала Преспа. Над влезната врата стои македонското 16 зрачно сонце од Кутлеш. Овој храм е првично изграден и осветен летото 1974 на храмовиот празник Петровден. Но заради лошата изведба и несоодветниот изглед се јави потреба за негово реконструирање. Конечно во летото 2002 година храмот беше реконструиран. Новиот изглед на храмот е со византиско-старомакедонски стил, со фасада изработена од камен и со нови 4 куполи. Сегашниот изглед на храмот Свети апостоли Петар и Павле, Ѓорче Петров е уште еден бисер во македонската духовна архитектура. Храм Света Петка. Храмот Света Петка се наоѓа во скопската населба Црниче во општината Кисела Вода. Овој храм бил подигнат и осветен во 1923 година, но чинот на осветување и поставување на камен темелник за изградба на црквата бил извршен во 1904 година. За 20 години била изградена целосно и осветувањето го извршил тогашниот скопски митрополит Варнава. Постои камен плоча на која може да се прочита дека храмот бил завршен и осветен на 3 септември 1923 година. Црквата е градена според традиционалниот византиски тип триконхос од развиен тип со централна купола и купола над нартексот. Осумаголната централна купола е потпрена на масивни и нагласени пиластри во интериерот на црквата. Масивните ѕидови на куполата се расчленети со полукружни вертикални ниши во кои се сместени прозорски отвори. На северната и на јужната страна фасадата е расчленета со осумаголни конхи. По катастрофалниот земјотрес во 1963 црквата била оштетена. При поправките од јужната и од северната страна таа е проширена со параклис, посветен на светите цареви и рамноапостоли Константин и Елена, а по известно време од северната страна е дограден параклис посветен на светата великомаченичка недела. Независно од црквата е подигната 4-кратна осумаголна камбанарија. Внатрешното декорирање на храмот, односно живописот и иконописот му биле доверени на последниот и најдобар зограф на тоа време Димитрија Андонов Папрадишки. Иконостасот е дрвен, со сликана, рудиментирана флорална декорација. Во централниот дел поставен праволиниски, а од северна и од јужна страна скршнува и ја следи архитектурата на градбата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.